4 март 1881 година во Штипско Ново село е роден македонскиот деец, политички лидер и еден од водачите на ВМРО, Тодор Александров Попорушов. По тој повод денес во организација на Македонското патриотско здружение Тодор Александров, а во соработка со Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од општините Штип и Чаир, Унијата на млади сили, како и Советот на општина Штип, заеднички го одбележаа денот на раѓањето на еден од најлегендарните македонски револуционери. Името Тодор Александров во поранешниот комунистички систем, под влијание и диктат на комунистичката доктрина и под директна цензура на комунистичката доктрина беше анатемисан, деградиран, дистанциран или прикажуван во негативна конотација. Поранешна комунистичка организација не само Александров, историографија не само Александров, туку цела плејада македонски дејци кои што делуваа во период помеѓу после Букурешкиот мировен договор, кој вооружено продолжија борбата за слобода и независност на Македонија, ги прекажува во негативна конотација и ги деградираја. Со тоа се направи на класична индоктринација и оцрнување на цела плејада доследни македонски револуционери по предводени од десно конзервативното крило на внатрешната македонска револуционерна организација кои што се бора по паролата за независна Македонија. Тодор Александров потекнува од патриотска фамилија. Таткото на Тодор бил учител во Радовиш, просветител и надарен човек. Инаку Тодор Александров како ученик во Бугарското машко трето класно и педагошко училиште во Скопје се вклучува во македонското револуционерно движење. Тодор Александров делува во сите фази на македонското револуционерно движење. Во предилинденскиот период, послелинденскиот период, период меѓу двете светски војни, последно во периодот после Букурешкиот мировен договор и Версајскиот мировен договор, кога Македонија била поделена и распарчена. Тој ги возобновува револуционерните окрузи и води безкомпромисна борба против новата бугарска власт на Александар Стомболицки, кој што била голем противник на македонското револуционерно ослободително дело. И води безкомпромисна борба против српскиот режим во Вардарска Македонија, својчет испраки во Егејска Македонија. Александров бил убиен на 31 август 1924 година, а неговата смрт 10 дена се чувала како најголема тајна. Меѓутоа, неговото убиство се уште останува неразјаснета мистерија, бидејќи постојат повеќе нејасни и таинствени околности околу неговиот атентат, кој како настане е еден од најмистериозните во поновата македонска историја.